Се враќаме во студиото, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонија наутро, некаде сме пред крајот на денешното издание. Светот на Биби, најсовременото детско катче во нашата земја, повторно е со нас. Јована Аврамовска е гостин во студиото. Добро утро. Добро утро. Ова е букварот на Биби, буквар за учење на печатните и ракописните букви. Малку е поразличен од другите буквари. Малку е поразличен од другите буквари, така е за учење на печатните и ракописните букви, меѓутоа внатре во него има и многу други работи. Сега не знам колку ќе можат да се видат, има најразлични игри, приказни, боенки и слично. И тоа што го прави различен е што не е за училишна употреба, односно е за домашна употреба. За доедукација, така за доедукација. Па ги има и они основни работи, меѓутоа има и дополнителни вежби кои што децата можат да ги учат дома заедно со родителите и може да го користат деца од 4 до 8 години, кога ќе, да речеме, ако некој го има букварот, ќе забележи дека вежбите не се за прво оделение сите, некои се навистина едноставни, баш за мали деца, додека други се за повозрасни дечиња, веќе второ, трето оделение. Ќе споменеме само, почитувани гледачи, дека имаме 3 вакви примероци во нашето студио. Јована ги донесе утринава и тие се за вас. Јавувајте се на телефоните кои ќе ги видите испишани на вашите мали и поголеми екрани. Јована, не само за децата, листајки го во овие неколку минути, а и од најавата твоја кога се договаравме за разговорот, букварот е интересен па и за повозрасните. Па да, ние предпоставуваме дека нели затоа што е за домашна употреба, родителите ќе учат заедно со децата, па заедно ќе ги читаат и песничките, ќе ги учат расказите, има нешто налик на стрипови внатре во него, нели оние вежби на поврзување, боење и слично, па се потрудивме да биде интересен за сите. Колку внимававте во изработката на букварот? Вие сте компанија која се занимава со производство на продукти кои што се наменети за децата, меѓутоа особено оние за најмалата возраст треба да се внимава многу таму во тоа базичното образование на децата. Па овие 140 страници се правени повеќе од една година. Ова е еден од ретките буквари кој што е целосно направен од македонски автори. Не е преведуван, го правеа авторите Билјана Црвенковска, Мичо, Михајло Димитриевски ја правеше илустрацијата и Катарина Пренда го правеше дизајнот, односно спои сето вака убаво да изгледа. Сега, покрај тоа што нели ја знаеме Билјана и колку таа внимава во однос на пишувањето за деца, се работеше со многу надворешни соработници, наставници, универзитетски професори и педагози баш на рецензиите и прегледувањето на букварот, за да се осигураме дека ова е вистинскиот производ за децата. Во вашиот свет, во светот на Биби, има карактеристични ликови кои не може да се сретнат на друго место и оние што се заеднички, како например, не знам, ја гледам сега тука, слончиња, сладолед, елен, ежи, слично, не се слични со ниту едно друго слично остварување, што значи сте креативни, сте уникатни. Што значи овој буквар за децата? Како тие преку контакт со омилените ликови ќе го изучуваат она што е внатре, како се држи? Па ние веќе имаме искуство каде што децата заедно со Биби, Боби, Дина, Зази, Зина и сите ликови кои што се во светот на Биби учат. Тие учат во Биби верзумот заедно со нив и видовме дека многу повеќе го сакаат учењето затоа што Биби е таму со нив, па одлучивме да ја ставиме Биби во овој букварот на Биби, за да може да им биде поинтересно на децата, ете да ги гледаат омилените ликови додека пишуваат букви. Полесно ли е за децата? Полесно ли е, попрактично ли е, побрзо ли се помни ако во рамките на учењето се инволвирани омилени ликови? Па полесно е затоа што едноставно тоа се ликовите кои што тие ги сакаат и доколку Биби нешто прави, тоа мора да е интересно, мора да е кул, мора да е добра работа, што Биби пишува букви, има буквар и слично, тогаш тоа мора да е така, дури се случи баш на еден од тие часови со Биби, наставничка да ни изреагира, леле децава колку се мирни, па мирни се Биби на почетокот на часот им објасни што ќе учат, во краток цртан им кажа, сега слушај таа наставничката и тие слушаат. Значи што ќе каже Биби, тоа е закон за децата. Па, мора сите да си имаме по едно вакво дома. Да. Што ако некоја содржина затоа што е, например, сега овој буквар наменет за еден широк диапазон возрасен, што ако на
помалите деца кои ќе најдат на потешката содржина, им е тешко да ја совладаат? Токму тоа го дискутиравме и со Билјана Црвенковска, писателката која што го правеше букварот. Целта не е децата сами да го земат букварот и да учат. Тогаш веќе би знаеле се што има во букварот. Целта е да работат заедно со родителите и тоа ќе биде нели квалитетно поминато време. Децата сигурно ќе уживаат, како што уживаат секогаш со нивните родители и ќе научат нешто повеќе. Има содржини за, кажавме, за понапредни деца. Нема ли опасност помалите деца прерано да се сретнат со тие содржини или сепак тоа ќе биде контрола би требало да биде контрола на родителите? Никогаш не е страшно доколку деца порано се сретнат со едукативни содржини, едноставно нема да можат нешто да прочитаат, па може тоа да пробаат да го направат заедно со родителите. Децата на тие возрасти се како сунгер, па многу лесно учат и дури може би нешто порано ќе научат. Нормално не е целта да ги оптовариме со нешто повеќе, меѓутоа доколку им е интересно, нема тоа да биде оптоварување, така да зошто да не. Целта е едноставна прогресија низ едукацијата. Да. Ова е од моја гледна точка, лично мислење, но прекрасно и моестрално издание. Не дека си тука, не дека е светот на Биби, не дека е ова некој нов буквар, меѓутоа навистина книгата е прекрасна. Учествували на некакви надпревари за илустрации, за Биби учествуваше како цртан, како анимиран филм, заедно со сите пропратни нели оние игри што ги имаме, минатиот пат игравме една, па вклучително загуби, па доложиш реванш, односно да. Ти доложам. Точно. Значи, Биби учествува веќе на фестивали, не само што учествува на секој фестивал, еве дел од нив се во Франција и во Финска, каде што навистина се посветува внимание на едукација на децата, добива награди. Додека, да речеме, во Финска беше врз база на оценување, добивме највисоки оценки, а во Франција се одбираат 20 цртани на 2020 година и Биби влезе во тие 20 анимирани цртани за деца. Покрај другото и поради овие материјали кои што се надвор од цртанот, па ги тера децата и да учат. Имате еден прекрасен свет, формирано еден прекрасен свет за децата, кој што е нестандарден, кој што е вон рамките на кои што сме научени да функционираме. Бидејќи си представник на тој свет, колку за вас илустрацијата и графиката се важни, затоа што знаеме дека децата најмногу се имаат фотомеморија, она што ќе го видат го помнат. Колку се тие важни, колку се обрнува внимание кај вас на тоа нешто? Па многу се важни, баш тоа може да се види затоа што секоја страница од букварот е интересна, шарена и се обидуваме нели да уживаат додека гледаат, читаат и пишуваат. И меѓу другото се важни затоа што ги работи Михајло Димитриевски Дамичо. Не знам колку го следите, меѓутоа јас бидејќи уште пред да станам дел од тимов, знам за неговата илустрација. Тој е еден од најпризнатите илустратори и на светско ниво, не само во земјава, па одлучи да ни се придружи затоа што нели во одредена возраст сите одлучуваме дека треба да им дадеме нешто на децата. А инаку букварот, кога го видов, бев пресреќна и навистина мислам дека целиот тим беше превозбуден и многу го очекувавме, затоа што, како што кажав, се работи повеќе од една година, а јас од моментот кога дојдов во тимот беше букварот. Го чекаме букварот да излезе, затоа што тоа не е, да речеме, најсериозно издание со вакви вежби едукативни содржини за деца, кои што ќе може да ги користат 4 години, па ќе може да уживаат во тој шарен свет и повеќе години. Спомена шарен свет, тука има и темни и светли слики, има и кафена боја, и црна, и зелена, и жолта. Имаш ли некоја содржина што би ја издвоила како хайлайт во овој буквар? Мене ми се допаѓаат спортовите и професиите, ми се допаѓаат цртежите и сега не знам дали ќе успеам да ги најдам. Еве ги сликичките, каде што, например, можам некаде да ги покажам? Тука на оваа камера? Аха. На која сме сега? Таа е поширока на ова. Добра. Не знам дали еве ги овие цртажи, само малца. Мене ми се омилени затоа што ги тераат децата да раскажуваат, например, разгледај ги сликите и раскажи што се случува во зима и слично, и мене секогаш ми биле тие омилени вежби затоа што нели сакам и да зборувам малку повеќе. Па добро е кога зборуваш, ние полниш емисијата со квалитетна содржина, со квалитетно време. Ти благодариме што утро беше со нас. Јована Аврамовска од светот на Биби го промовира новиот буквар.